Целта на постојање на овој фестивал е сочувување на нашата македонска фолклорна традиција, значи изворно за свирење и изворно за пеење. Бенефит кој се создаде, кој и претходно го има направено Чичко Пеце Атанасовски, е семинарот. Многу е битно што и ова година се одржува семинарот и многу се радувам што има многу млади дечиња кои се веќе овде присутни денес на ова пресконференција. Значи, битно е, значи, ако младината заинтересирана, значи нашата традиција, нашиот фолклор ќе обстои, ќе живее, ќе продолжи да живее. Значи, ако има љубов, ако се пренесува на помладата генерација, тогаш не треба да се грижиме на нашите иднина, за нашата традиција. Чест и задоволство е да се биде дел од спонзорството на овој традиционален фестивал, кој што значи продолжување на македонската традиција, фолклор, музика. По 43 пат се одржува и задоволството што е поголемо што дел од фестивалот се одржува во нашиот град, во градот Прилеп и секако останатиот дел во соседната општина Долнени. Пеце Атанасовски е едно големо име што го има дадено Македонија, кој многу значи во промоцијата на македонскиот фолклор, музика на секаде низ светот и заслужено доби почесно место, спомен обележие самиот Пеце Атанасовски во централното градско подрачје во нашиот град пред повеќе години. А овој фестивал со воодушевување и нетрпение го очекуваат сите љубители на ова фолклорна музика, традиција, така да секогаш сцената, посебно тука во Прилеп и во Долнени, е преполна од луѓе кои што ја обожаваат, односно сакат ова фолклорна музика. Ги поканувам да присуствуваат на сите овие денови, додека се одвива фестивалот. Посебно ете од моје лично име да ги поканам во петок на свеченото отворање на камената бина, тука во центарот на градот, на плоштадот Александрија, во 21 часот, кога ќе настапат голем дел од учесниците на овој фестивал Пеце Атанасовски. Не можам да го скријам задоволството што еве токму во периодот од мојот мандат, конечно после 42 години, местото викано Рудина во селото Долнени, каде што традиционално се одржува овој фестивал, конечно се обезбедија средства со моје лично залагање и со залагање од Пелагонискиот плански регион, се обезбедија средства и конечно овој реномиран меѓународен фестивал за народни инструменти и песни конечно доби солидни услови за одржување, една модерна бина и амфитеатар, така да конечно после 42 години свечено ќе отвориме тој амфитеатар во сабота во 18:30 часот. Ги повикувам сите љубители на народниот фолклор во што поголем број да не посетат, да го видат тоа здание и да уживаме во песните и свирките на нашето традиционално богатство. Значи, на годинашниот фестивал од пријавени 700 учесници, селекционата комисија избра 350 учесници кои ќе се представат од регионите на цела Република Македонија. Токму поради отварањето на амфитеаторот на Долнени, Советот на фестивалот Пеце Атанасовски одлучивме да им дадеме повеќе значење на токму на македонските групи, така да имаше пријавено групи од Русија, од соседните држави, но се фокусиравме повеќе да им дадеме значење на нашите македонски групи, така да имаме многу македонски групи од сите краишта на Македонија и од етничките заедници доаѓаат турци, доаѓаат власи и доаѓаат албанци. Така да се надевам, програмата е доста богата, значи на првата вечер овде на плоштадот на отварањето од 21 часот на плоштадот овде во Прилеп ќе имаме сценско-уметнички перформанс, тоа навистина е атракција да се види, насловен како традицијата оживува, каде што младо момче, во режија на младо момче Бојан Петковски, тоа е наш студент, кој прави еден преубав перформанс, односно прикажува
прикажува ревија на женски носи од Долнополошкиот регион од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, каде што покрај значи носиите представени се сите статусни улоги на жените изразени преку обредни пејачки жанрови, преку обичаи, преку клетви, преку плачови и јас апелирам на вистина прилепчани да дојдат да видите што една млада личност умешно успеала да го направи сето ова. На Рудина, значи почнуваме со 18:30 отварањето на сцената, односно на амфитеатарот Рудина, а потоа во 19 часот почнуваме со програмата каде што ќе ни се представат половината од учесниците. А и во недела настапува вториот надприродувачки ден, каде што останатите ќе се представат со својата богата програма. Веќе трета година поред како продолжуваме со традицијата на одржување на семинар за изворни инструменти и песни воглавно. Нашата цел е на овие млади присутни семинаристи и од минатите години и по возрасти и сега ова година релативно млади семинаристи, малку да им укажеме на одредени работи кои што се многу важни за народните инструменти, а тоа ќе го акцентирам бидејќи јас сум стручак во тој дел, во свирењето и во штимањето на инструментите, момент кој што многу голем проблем не идуваат младите, не знаат да и нашимат своите инструменти, односно не знаат на кој начин се прават писти за гајда, а овој фестивал како фестивал кој што ја промовира, би рекол најповеќе гајдата. И искрено сум среќен бидејќи гледам едни млади луѓе и млади девојки кои што искрено го сакаат изворниот фолклор и кои што се надевам дека и од овој семинар и од самото учество во фестивалот овие денови нешто ќе им остане трајно во нивното сеќавање и тоа ќе им биде една стимулација или поттик понатаму да го негуваат и секаде каде што ќе одат во светот да го представуваат. Од големиот број на фестивали, настани, културни манифестации, Децата се